Тестовите што ги поделив не се за решавање туку се за дома. Има 25 прашања, од кои што ако одговорите на 13 или над 13 позитивно, тоа значи дека имате проблем со сексуалната зависност. Треба да побарате помош. Значи, тие се не се од интернет најдени, туку се научно потврдени објективни тестови. Покиот, да, значи 13 или над 13. Колку прашање? 25. Тоа е прво. Второ, да се кажем умилената сцена од филмот која што имаше огромна диалектика. Таа е една од почетните сцени на филмот каде што Майкл Фасбендер гледа порно на својот лаптоп, а од секретарката, од телефонската секретарка се слуша глас каде што го моли Фасбендер некој женски глас да крене затоа што жената има во терминална фаза на рак. Но тој не може да се окрне од таа фотографија, ја игнорира, само мала една секунда пауза, слуша и продолжува да гледа порно. Таму се има изворен момент на отубјување, на тоа колку главниот лик протагонистот не може да развие емпатија кон нешто друго освен кон неговата желба. Сексуалната зависност не е категоризирана официјално според Американската психијатричка асоциација како болест, така, како сексуална зависност. Е наведена како сексуално пореметување, е наведена како хиперсексуалност, ама како сексуална зависност не е наведена. Инаку Американската психијатричка асоциација е алфа и омега кога станува збор за психијатрите и психолозите во светот. Значи, тие одредуваат што е болест, што не е, па потоа државите во светот дават средства и ете, кај нас големи попусти на тие болести што се категоризирани како така. Но тоа не мора да значи дека не е болест, затоа што ето и посттравматскиот стрес дури се класифицира како болест во 1980 година, кога докторите изнеле на површина големи материјали од ветераните од Виетнамската војна. Така да, ова не мора да ни е некоја јака референца, затоа што Американската асоциација не го внела тоа како некоја зависност. А кај го смислува, Џорџо? Обсесивно, компулзивно? Да, како хиперсексуалност или како сексуално пореметување. Значи, простава како некоја подкатегорија, ама никогаш како нешто така специфично. Треба да разграничиме, мислам, кога ќе почнеме дискусија за сексуална зависност, што не е сексуална зависност. Потоа многу полесно ќе видиме што е сексуална зависност. Сметам дека сексуална зависност не е чести сексуални односи, не е гледање на порнографија, не е одење во стрип-клуб, не е промискуитет. Иако се од ова што набројат, јас мислам дека, да кажам дека немам некој големо искуство, дека сум само дипломиран психолог, имам по клиники малку одено на пракса. Сексуални искуства. Сексуални искуства, тоа може да направим муавет, значи, кажувам нешто што имам читано и нешто што имам промислувано, значи немам некој големо искуство. Сметам дека сексуалната зависност може се да биде од ова што набројам, значи и чести сексуални односи, и порнографија, и стрип-клуб и слично, само доколку тоа е надвор од нашата контрола и веќе не чувствуваме задоволство. Компулзија во самиот збор е некој нагон, некоја енергија јака која што ние не можеме да ја зауставиме, која што понекогаш оди против нашето расудување, против нашата волја. Тоа може да се случи исто со сексуалната зависност. Тоа си се случува. Понекогаш сексот со, не знам, со некоја другарка, со партнерот може да биде интересен, кај сексуалниот зависен не е тоа веќе интересен. Тоа веќе е некоја потреба во кој што другиот партнер или партнерка се гледа како објект кој треба да се искористи. Ова пореметување може да донесе многу неволја. И тука со едно прашање може многу лесно да се детектира сексуалната зависност. На сексуален зависник се зборам од машка хетеронормативна улога. На сексуалниот зависник, ако му се постави прашање дали во наредните 10 минути би сакал да имаш секс, и тој секс тебе ќе ти предизвика да го изгубиш работното место, сексуалниот зависник ќе го одбери тоа, иако знае дека ќе му се случи тоа.
Истото се случува и со алкохолот и дрогата. Значи, луѓе се пијанат, ги губат релациите, разводи, ги бъркат од работа, немат контрола над пијанството. Значи, ние може да излеземе за викенд да се испијаниме, може цел викенд да сме пијани, знаеме дека од понеделник има работа и продолжуваме со работа. Сексуалниот зависник или наркозависникот од дрога и слично не може да го контролира тоа. Која е причината? Тука може да дискутираме. Има Многу секс. тука има според мене два аспекти, јас ги опфатил, после може би би оставил простор за некој фидбек од вас. Првиот е психоаналитичкиот, кој што психоаналитичарите, посебно тие што ја развиваат таа фройдовска перспектива и се на таа линија, вика дека сите проблеми што ги имаме кога сме повозрасни, имаат локација, може да бидат трасирани во младост, дури растени, од мал. Значи, тие имат 4 категории: анална, орална, фалусна и едипова фаза. И голем дел од тие психоаналитичари вика дека донжуанизмот е сексуална зависност кај мажите, нимфоманијата е кај жените. Вика дека донжуанизмот е секогаш подсвесна желба на мажот да ја бара мајката во секоја жена што ќе сретне. Тоа значи, тоа е аналитичка филозофија, развина од Јунг, а од Фройд вика дека сексуалната зависност е сексуално моментално ослободување од нашата безнадежност, дека никогаш нема да ја добиеме тај љубов од мајката како што ние сакаме. Тоа е еден психоаналитички момент од тие основоположници на психоанализата. Тука има уште два моменти кај психоанализата, јас би сакал да ги спомнам, а тоа е траумата од детство, затоа што голем број на сексуални зависници кои се третирани некако, инаку за информација во околу 80% во Америка, луѓето што се лечат од сексуална зависност се мажи. Тоа може да дискутираме зошто и како. Сам ја нафалам ова бројка така. Траумата е интересна затоа што голем број од пациентите што ги среќаваат психоаналитичарите, терапевтите, се богати луѓе. И сега, што се случува? Луѓето што доживеа нека травма, посебно нека сексуално зоставување, во тој момент кога биле зоставувани во тој грозен чин, ти немале моќ да преговарат, немале моќ да доминират, немале никаква моќ. Сексуалната зависност од личност која има доживена травма нуди услуга во која ќе се чувствува моќен или моќна. Например, да кажеме дека некоја жена е сексуална зависничка, оди на автомеканичар, ситуирана е добро. Не му нуди пари за да плати за услугата што ме поправа колата, туку се поставува од улога на доминатор, во кој што тај ги поставува условите на игра. Та вика, поправиме колата, јас и ти ги излезиме вечер на кафе, ќе се случи ова и ова. Иако има пари, богата. Но во тој момент таја ја компензира травмата што ја доживеа. Сега јас ги поставам условите, јас ќе кажам што ќе направиш, на тебе дали да прифатиш или не. Тоа е травмата, еден дел од психоанализата со травмата. Другиот аспект е нарцисоидност. Значи, голем дел од сексуалните зависници се нарцисоидни. Тука се објаснува фактот и зошто нема ни свилување многу. Значи, пошто луѓето имат голема потреба за сексуалните зависници, голема потреба за секс, не се случува да се тие никогаш да прават свилување. Затоа што во свилувањето немаш момент на одобрување, на верификација, на афирмација, на почит. Туку го извршуваш, тој чини жртва да не може ништо да направи. На сексуалниот зависник му е многу битно да има потврда. Кога се случува тој чин да му се каже колку е добар, дали го пее, дали колку убав е, колку направи да се чувствува таа добро или тој добро. Зависи кој како. Тука е тој нарцистички момент. Ако не се лечи сексуалната зависност, ако не се свати сериозно, кога тогаш таа повторно ќе излезе? И да имаш ти некој партнер или партнерка со која си поминуваш убо и таа е хиперсексуално, имате секс 3-4 пати дневно. Кога тогаш таа пак повторно ќе излезе? Значи, а кога ќе излезе?
во даден момент кога ти пак ти се почувствуваш некако сам. Тука пак го врзувам со нарцистичкиот момент. Најчесто, што се случува во брак? Кога некој сексуален зависник ќе најде некоја личност, ти си љубовта на мојот живот, бла бла бла, тие завршуваат во брак, но во моментот кога жената ќе бремени, ќе роди, сексуалниот зависник се чувствува сам. И тогаш почнува повторно со сексуалната зависност. Повторно оди во стрип клубови, оди со проститутки, оди со гледа интензивна порнографија. Затоа што веќе фокусот на жената веќе не е на него, туку е на детето. И тој се зачувствува пак запоставен. Зошто јас не сум во центар на внимание. И пак тука нарцисизмот пак излегува на површина кај сексуалниот зависник. Значи се тие некои 3-4 битни моменти од психоанализата кои ја фаќаат сексуалната зависност. Другиот момент што сакам да го фатаме конзумеристичкиот аспект. Ние имаме одлична проекција на тоа како се креираат желбите во едно конзумеристичко општество. Филмот се викаше, го проектиравме минатото лето, се викаше Century of the Self или Векот на себството. Тоа е документарен филм на британскиот режисер, што прави документарни филмови Адам Куртис, во кој што објаснува како продуктот на Фройд, Едвард Бернес, ги искористил или ги злоупотребил теориите на доцниот Фройд за да креира желби кои ние ги немаме или не ни треба. Значи да го купиш или да го бркаш тоа што тебе реалистично не ти треба. Кога живееме во едно конзумеристичко општество, навикнати сме на пласман на желби или на работи што треба ние да ги бркаме. Значи, зборувам за со технологијата, тоа може многу лесно да се види. Новиот iPhone, Samsung Galaxy, па потоа се креираат категории на женски, машки потреби, сите жени сакаат чоколадо, сите мажи гледаат Лига шампиони и пијат пиво. Од ова манипулација не е опфатен, не е запоставен и сексот. Значи, многу може да се види тоа преку поп-култура. Поп-културата е најголем генератор на такви желби. Може да се види по популарните песни кои се на топ листи, кои што се жените или мажите објектифицирани, и има две песни кои се на врвните места, а пропагираат, само не знам колку е мојот задник голем, тука ми на памет Анаконда од Ники Минаж и слично, некои филмови такви. А интересни се статиите, мене многу ми се интересни кога ги видам некои научни истражувања во кои што викаат ако имате 8 минути секс, трошите 20 калории или 200 калории. Или пред зимата сексајте се почесто, ќе ти расте имунитетот. И некои слични работи во кои што сексот го сведуваат на категорија на бројка, а никогаш сексот не е до таму. Сексот е барем за мене и мислам дека објективно е многу поинтимен чин од тоа. Но сето тоа е во една машинерија за и сексот да го направат некоја потреба која иако е потреба биолошка, да се сложувам во тоа, го прават како најултимативниот чин и го прават како императив. И во таа смисла се афирмира исто така сексуалната зависност или оди во тој контекст. Другиот аспект што исто така помага е во овој конзумеристички аспект е динамиката на технологијата. Според мене денес ни е многу лесно може да имаме задоволување на таа фантазија што ни треба. Имаме тука смартфони, на смартфоните може да гледаме се, имаме телевизија, имаме интернет и во таа технологија ние изгубиме фантазијата. Затоа што многу е друг, ова е моја теорија, може да дискутираме. Мислам дека кога би читале книги или снимале нотиси сме пишеле, ние развиваме нашата фантазија. Но тука ни е дајно на тапет свет. Значи, јас и да гледам порно филм, ако од првата до третата минута иди водоинсталаторот и права диалог со порна актерка, јас можам тоа да го скролам. Јас дури го одам веднаш на сексот. Амерички, да. И тука веќе мојата фантазија нема, ја се минусира. Затоа што веќе јас го скокам чинот на предиграта, на муабетот, на све. И во тој аспект веќе бил на мој предиграта. На тие. Добре, предиграта. На робски ќе се гледаш. Ерик на руски. може. Се прифаќа. И во таа смисла
И ова оди во таа сексуална, оди во помагање или во откупување од сексот како интимен чин, затоа што веќе нема фантазија, веќе сакаме се да се направи во еден стил и сексот го доживуваме како еден спектакл и императив. Тука јас би престанал малце, ако имате некој коментар околу ова, слободно може да скрените рака да кажете нешто. Сите се знае никој ништо. Добро, да, ете, дали мислите дека сексуалната зависност може да се гледа само како културен продукт или психоаналитички води некој корен од травма во детството? Добро? Само да прашам една строга дефиниција за сексуална зависност. Строга дефиниција. Нема консензус околу медицинските личности што се бават со сексуална зависност, но горе-долу мислам дека ја дадов. Значи, компулзивна акција, компулзивни сексуални акции во кои што другиот партнер или партнерка се гледа како објект кој што треба само да се искористи. Ништо друго. Епа, мислам дека имам мала теорија. Добро? Сметам дека сексуални зависници се исклучиво егоцентрични луѓе кои имаат недостаток на емпатија и мислам кои и покажуваат дури мислам и симптоми на психопатизам. Значи кои постојано барат начин на мислам сексот за нив е едноставно начин на кој да дојдат, мислам да кренат психиката, мислам да дојдат до допамин. Бидејќи знаете сексот ослободува допамин, затоа мислам е психичка работа повеќе сексуалната зависност и според мене не е строго дефинирана, бидејќи не давате строга дефиниција. Да, бидејќи всушност се работи за различни случаи на сексуална зависност, мислам различни причини. Како например травматски или постојано мислам барање на адреналин и така натаму. Добро. Океј. Со ти или? Да заврши филмот не знаеш ова мислам. Очекував некој фројдовски концепт да има на почетокот, првиот пола сат, да, имаше. Имаше мултидимензионално представување на ликот, имаше градација постепено на представување на ликот пола сат, значи го имаше тој фројдовски концепт. Но после пола сат бивав само нафрлани слики. Мислам дека тука не треба големо да се вметнува Фројд, затоа што Фројд може би бил добар за тоа време, за тој простор и личности, затоа што сега индивидуата има многу нема воопшто значење во општеството. Тогаш индивидуата, кога бил Фројд или Јунг, имало друго значење во општеството. И мислам дека и сега во контекст на ова општествено уредување на овој неолиберален капитализам, кога семејството како клетка на општеството се распаѓа, сите овие сексуални зависници, аз како што во нашата дискусија рекол дека и сексуалната зависност е вид на покорност кон самите себе си. Мислам дека ова е покорување на некој начин. Покорување кон кој и од што? Кон самиот себе си. Добро. Фројд тука нема некоја улога, затоа што највеќе ни прикажан некој стрес, травма, од детство, ништо. Мислам дека само општество го направи така. Ова е вид на ескапизам. И јас се сложувам во кој контекст? Дека целта на режисерот на Стив Маквин воопшто не беше да прикаже никој психоаналитички момент, туку сакаше да каже дека сексот е културен конструкт. Да. Конструкт, социјална култура. Толку. Може би има и сигурно има филмови, истори ми доаѓа на памет, кои се со некој психоаналитички момент, но целта на режисерот беше тотално друго. Данскиот филм ще го гледате. Адам Сепел. Адам Сепел. Јас би играл на Осло 31 август, тој беше феноменално. Тој за депресија. За депресијата, ама ликот на депресијата со ликот на Фасбендер, кај што не можеше да доживи ниту една емоција, сестра му скока на него. Суплементарни сетине, тотално. Сака да го види среќен, тотално не може да доживи ниту една емоција. Тој феноменален филм беше, ова беше срамота. Не, глупа да споредуваме, според мене. Добро, јас... Тоа е Мегделов беше,
И за мене не ме делосно, ова е Ова е на фрлување, човек е слики си лепат со ова. Што миле го навече ќе ги лепиш, застан. Таа да се лепам сакам ова. добро. Сега сам. Не мисля дека беше на фрлање, само беше малце подинамичен. Во однос на тие нафрлани слики бе подинамични во однос на основред, кој е попасивен, пошто и друга поемчина, иако имаше слични стилки и работа. Имаше и момент со травма, и прега ти го спомнав тој дел, ама режисерот не го обработи, само го нафрли, веројатно за да може да се дискутира погасно. Реченицата на сестра го направи, ние не сме лоши луѓе, туку потекнуваме од лошо место. Не сме во лошо место, туку од лошо место. Значи, начнуваше дека има некој таков момент, само не го опфати да каже која е случката или која е настанот. Само ние може да нагаѓаме. Како иде чисто за дискусија, иначе беше фатен и тој момент. Значи, тебе ти се бенди се. Да, ми се бенди се, не сум запознат многу со темата сексуална зависност. Плюс кај нас обратен феномен има. Тоа не ги види. Да, кај нас обратен е. Табуизиране сексот, тотално неприродна работа. И за тоа да Филмот? Ме бенди се затоа што начинно сакам психолошки филм, сакам филм што ќе отвори теме и ќе ја расфрли. Ја расфрле, ти собере после дел. Или така впечат ми јасно. Исто и консумеристичкиот дел. Ме критикуваше ти пред малце дека сега да спомнам капитализам дъртър. Седно дали го имало или го немало порано, таа нитка која јас ја спомнам е суштината на капитализмот. Тој консумеристички дел, таа да видите било која, тој да биде третиран како сексуален објект или секс машина. Тој дел е на капитализмот. Имаш предмети, консумирај ги. Сексуалната зависност моментално во филмот, кажав сум лајка, ама јас се доживав и на тој начин, као мораш да конзумираш шо појке. А уствари никаква сатисфакција не ти пружи, чисто само натрупваш материјал. Тоа е неолиберални. Порнографијата, сега листа е нитка, да ти кажам, и на крони капитализмот и на корпоративниот нитката е иста. 200-300 години има традиција. Да, ама нитката е иста која извлеква и која ја форсира. Кулминацијата што ја вади. Кај на сега капитализмот до Америка 60%, А сега кога е Франција до не знам до пред 100 години Турција, пример. А сега овде е периферија, не можеш да очекуваш исто Тоа работа. капитализмот го термин не може да го Добро, значи, за сте да ти важи. Ма и како може да консумеризмот за ова конкретно и како може. Журнализам има Тоа е мојата. така и така. Тоа нема да сапони и шум. Таа бројка да што нафрли 80% дека 80% од пациентите се мажи, теоријата дека неолиберализмот создава улоги на мажи кои се мачи и мора да исконсумираат све. Неолиберализм. Може неолиберализмот? Да, да се сложи. Океј, неолиберализм. Тоа е мојата теорија зошто има толку мажи пациенти, а не толку жени. Затоа што одредува такви улоги на мачуизам, да исконзумираш повеќе, да пробаш што повеќе, да се промискуитете и слично. А кај жените се наметнува тој патриархален малце, конзервативен. Да се почисти и слично. Тој кај нас не е на запад. Не збораме за тука, за дебатата ова жална. Овој во Холандија премува да се Германија. За? За машко-женските односи. Значи треба, добро, окей, јас... Или градска средина, не знам, 2 милионски град со некој село таму. И таму има разлика, сум. Секако дека има Доке може да Не има... е таа споредба што 80-20, тоа е сигурно негде глобални работи. Амерички, да. Може амерички, со Ландурија има. Америка ти е кулминацијата на капитализмот. Па добро, само колку имаш пет градови имаш во Америка, што мислите, Добро. И ще е битен момент во однос на тоа кој го спомна сега за мачистичка култура. Например, кој не можеше, не го долго режисерот, не можеше да му стане. Просто да се изразам. Немаше ерекција. Да, немаше ерекција. И моментот кога тој се осети потиштен, како е дисфункционалност во моментот има, го губи мачистичкиот елемент, дека треба да доминира, дека треба, види јас го потврлив, можеш да си одиш ти, леле, дај, молим те. Како можеш да си одиш, јас моментално потврлив и тоа е тоа. Не. Буди, Јас ше во да. Америка не може да доживе ерекција, него да се плашеше да се сакри за тоа што таму се свига. Така е. И
Јас на тоа мислив затоа што претходно муабето што го прават со девојката во ресторанот, таа му кажа дека сака озбилна врска, дека и верува во бракот, во врска, и тој од тоа се уплаши најверојатно и можда Да придонесе. може да се уплаши од тоа дека треба да се врзи после тоа, со неа ради тоа, а иначе цело време со некои такви проститутки што ги плаќа или не знам какви, поима немам на интернет таму, После има никакви, само на такви успеваше реакција да добие, поима. Добро. Така јас го сватив. после бивна девојка со тоа имаше гимнаст. Да, одма после. Добро, да, тоа да. Во истата соба, Да. А нешто, значи, беше прикажан како момент, убав, интелектуалец, целото беше прикажано на главната библиотека, која книги има. лоч. Обштеството мора да го креира мажот како јак. А што значи јак? Значи да не ги искажува своите емоции. Лично мас-медиумите проектират таков маж да биде снисходителен, да има многу жени, своја слободен, убав, да е нај. Така да тука постојано има еден антагонизам, не знам дали имате читана приказна за девојката таа се покорува и да се задоволства од тоа покорување. Или сестрама цело време се покоруваше, а тој беше јак маж. Значи, постојано антагонизам. Ја видовме и хомосексуалната негова врска. Што тој се изгуби исто така, имаше покорување. Тој цело време имаше антагонизам меѓу покорување и владење. И од тој аспект може би, не знам, треба да ми видим филм. Добро, да размислам. Добре. Сакаш нешто назад да кажеш? Мислам дека се дават премногу спажни одговори на едно многу едноставно прашање. Значи, рекавте дека сексот е културен конструкт. Воопшто не се согласувам. Во филмот, не јас. Само филмот Добро, каже тоа. во филмот, значи, Океј, сексуалноста, мислам на сексуалноста. добро, сексуалноста, според, мислам, сите ќе се согласиме дека сексуалноста постојала и пред цивилизацијата на луѓето и мислам пред се ние сме животни луѓето. Мислам имаме сексуален навик. Според мене тој не можеше да постигне ерекција, бидејќи кажав тој во тој момент со таа жена тие пробаа да водат љубов, не едноставно секс. Тој не можеше да води љубов бидејќи ви кажав има недостаток на емпатија кај човек. Значи не можеше да се поврзе со неа, затоа не можеше да постигне ерекција. Затоа има ерекција кога едноставно мислам само за задоволство. Значи мојата поинта е тој е премногу егоцентричен, тој е дури психопат, мислам покажува психопатски особини и затоа затоа има сексуална зависност. Социопат. Социопат, точно така. Значи, сексуалноста, значи, што мислам дека режисерот го направи филмот, начинот на кој се манифестира сексуалноста е културен конструкт. На тоа се сложил дека сексот иде многу порано. И затоа е многу специфично. Заради тоа што мислам денес, посебно денес овакви времиња се стимулира тоа што го рекол. Да имаме почести односи, колку пати, значи во неделата сме имале секс, па се чувствуваме лошо, ако сме немале и слично. Некој друг Да те прашам, што мислиш дека преку 80% повеќето мажи се оболнат од оваа болест? Болест, сега. Условно речено. Зошто се само мажи? Повеќето, да. Мојата теорија беше со тоа, дека популарната култура го стимулира мажот како да е некој секс А мачин. зошто? Го стимулира баш, треба да види убаво за него, дека го стимулира. Па не е убаво, не е убаво. А зошто не е убаво да ме одговориш? Заради тоа што тоа придонесува ако мажот не успее да ја задоволи таа норма која ја пропагира општеството, да се чувствува депресивен, да нема ерекција, да се чувствува да се чувствува помалку маж. Не е тоа добро, не, ќе ти кажам. Добро? Затоа што сексуалната психологија на мажот е другачија од сексуалната психологија на жената. Сексуалната психологија на мажот, на мнозинството што е изучено досега, е да има моногамност, да има една жена со него. На мнозинството. На мажот. На мажот, да.
Од еволуционна точка зборувате? Не, најнови испитувања се направени. Значи да, лага вистина не знам ово. Добро. А мнозинството на женската психологија е да имат полигамија, да имат повеќе врски. Женската сака да завета повеќе мажи, тоа е во незината нормална психологија, а мажот сака да завета една жена до која му е стало. И сега, ако тој нормален маж, тоа мнозинство од мажи, е набеден од општеството да против својата психологија настапува и да оди вака, набеден ова, и тој застранува. Сега чу, да. Потоа болен. Сакамо болба повеќето мажи, а не жени. А кои се? Имате некои факти до тоа истражување што се кажуваш? Да, се кажуваш, испитвали се не знам колку илјадници жени и во врска со нивната... Која е методологијата на испитвање? Не може да ти кажам, тоа точно не е. Читав научна студија беше, американците имаат правилно на не знам колку илјадници жени и на колку илјадници мажи. И докажа дека тотално се разлика машката сексуалност од женската. Машката е воглавно моногамна, а женската е полигамна. Баш од... Уште нема да праша, бидејќи си психолог. Дали знаеш кој е најбараната точка на мажот која жената прво ја гледа? Сексуална. Многу генерализира. Не е генерализирам, не. Ова покажа многу за нивната психологија. Дали знаеш? Преку 80% од жените одговорија дека прво што гледат кај мажот гледат неговиот задник. Тие беа сите изненадени. Прво гледат на мажот задник. Сите имаше поставено прашање, очите, развиеност на мускулатурата, на интелигенцијата, на ова, на она и меѓу другото и задникот. Преку 80% од одговорите женски беа прво ние гледаме рече задникот на мажот. Сите беа изненадени. Ова се научи. Преку 80% Значи работете на газета. До најмала рака се малце дискутабилни. Добро, и јас. А мажите што гледат кај жени? Прво. Нема такви студии. Немаше Ушите. Може да се слушам, Драган имаш збор. Ај поаме ќе кјутам, ќе забегаме на тема. Ќе коментирав на неговиот коментар, полигамност со моногамност. Ама тој друго. Да, ама во моментот мене ми звучеше барем жената го расипа мажот. Апсолутно мислам. Ама иако сите Познавајќи го, знам и од кај коренот, ама нема веза. да, окей. Ама сите тези, сите истражувања оде контра. Во смисла на пошто еволуционата точка, еволуционата перспектива на сексуалноста и на моногамноста и полигамноста оди контра, иако мислам дека е депласирана. Во смисла на мажот може да има секс колку сака, затоа што тој може да оплоди во 3 дена 10 жени, а жената треба многу внимателно да го чува својот плод, затоа што треба 9 месеци да го носи. Во таа смисла, од еволуцијата кажува и потврдува, афирмира дека мажот може да е полигамен, а жената треба да е моногамна, затоа што треба внимателно да бира со кој ќе има однос, затоа што ќе носи дете од тој маж. Иако не се сложувам со ова, само кажувам како е еволуционата перспектива. По најново. А дали мислите дека има врска мобита со сексуалната зависност, ако е некој маж, а момче? Има, апсолутно дека има. Ама пак е тука дали од кај потекнува таа волја за моќ. Дали општеството го создава или како што викам јас траумата да снимале некоја травма во детството, па сега бараме компензација преку сексуалната зависност и сексуалната афирмација во самиот чин. Мислиш на сексуална травма? Да, сексуална травма. Па и може да е друго. Има туку и хормонално пореметување, хормонално излачување, обично од кората на наднебрежната жлезда, има поголемо хормонално излачување и поголема сексуална волја за стапање во сексуални односи. Да, ама тоа е последица на нешто, се зборувате. Тоа е тоа. Ама и тоа делува на Тоа е основа. и психологијата, и хормоналната, и материјата, и психологијата. Ама вие зборувате како апсолутно изолирано медицинско пореметување. Не, може и треба и тоа и тоа. Треба и да има тој психолошки да е склонство, ама да има и хормонално, да може тоа да поствари. Оти тоа ако нема хормонално, а има само психолошки, ќе гледајте
Ги спомнавме рецепторите на допамин, кои што се лачат, да, апсолутно. Не само допамин, тој мисли на тестостерон лачење, поголемо лачење на тестостерон по однос на нормалното лачење. Ама тој пак медицинско порекачува и тој го изолира се ова што зборувавме претходно. Повеќе. Гледам дека започне луѓето да прават мистификација на човековата сексуалност. Мислам, не е нешто интелектуално, па за да почнеме да мислиме на тоа. Значи, сексуалност е инстинкт и треба, мислам, да започнеме од нас. Значи, различни работи слушам тука кои, мислам, нема допир со радноста. Мислам, слободно можеме да најдеме некој сексуален зависник или пак некој кој не сака туку, мислам, не се согласува со моногамијата и да го прашаме, мислам, како се чувствува тој и зошто го прави тоа, а мислам, би било по-добро, би биле по-блиско до вистината, отколку да правиме сакави веќе на мистификација на речи. Стигнавме до мод, па до културен конструкт и така натаму. Мислам, не е правилно примитивно за да одеме до тоа. Не е интелектуална работа. Не можеш така да кажеш, затоа што не може да биде биологијата изолирана од социјалниот конструкт и од политиката воопшто, па и економијата. Од сите тие работи ти не си изолирано биде. Абе заедно, молим. Значи, не си изолирано, не спомнав капитализам, да, како и да е, значи. Избега мисля да Сексуалноста не е само инстинкт, кој е социјален. Не е само инстинкт, и не збора тој за сексуалност, не збора за сексуалност само како во природна состојба условно кажано потеклото, туку збораме за манифестација на сексуалноста. А манифестацијата на сексуалноста зависи од околината. Не можеме да изолираме, да кажеме дека е само примитивистички. Дури во еволуцијата не е само примитивистички, пошто биолошки се менува. А камоли па социјално како делуваат сите социјалните односи на манифестацијата зборам. Вака, ти сакаш да кажеш дека ние правиме сексуалноста културолошка, ама не е. Тоа сакам да кажам дека општеството се создава, мислам се оформува во согласност со каква е нашата природа, а не обратно. Не е така. Така е. Не е така, затоа што природата, која е нашата природа, да кажеш нешто да не е природно или не е природно, ние сме табула раса горе-долу. Животинските инстинкти во одреден стадиум од развој се надминати. Да, останват, ама постои чувството за самоконтрол и сите други фактори во кои ние се разликваме од животните, од она примитивното и основното. Понатаму све социјален конструкт. Не сакаме да мислиме дека се разликуваме од животните, дека сме над. Тоа пак е филозофско прашање сепак. Меѓутоа се врти околу инстинктот и општеството се оформува на начин на кој што ќе ги задоволи најдобро нашите потреби. Ништо повеќе, ништо помалку. Значи мислиш дека општеството, стадиумот на општеството е баш она како ни одговара на луѓето. Точно така. Зошто 90 кусур насто од луѓето се сиромашни, зошто врие депресивни луѓе и слично. Ако општеството е проекција на човековите потреби живот. Да не започнуваме со проценти и со Абе добро, ти слободно статистики. Па имаме. И не, мислам, не би генерализирал ништо, мислам има различни причини. Еве, кој е твојот став? За шо конкретно? Абе, дај, оставено. За Драган. За шо конкретно? Па на тема, добро е дискутираме другите може да се За сексот се зборуваш. Па и за секс. За бегата. Го праша да И за сексот приватизира проблемата се направи. Ти си по-некултурен за да шупа и да другите се Драган игнорира. не можеме да фокусираме. Окей, да се слушаме, само Драган. Не замара. Само да се слушаме. Не може толку да го симплифицираме проблемот, затоа што сепак не сме теолошки. Јас не измислам дека сексуалната зависност е поголема кога имате повеќе моќ. На крај читајте го за читајте Силвија де Сутон или читајте го Маркиз де Сад.
мистификација и теорија за нешто што не е теоретско. Кажуваате книги, ми кажуваате автори, кои мислам, вие не сте маш, како прво сексуалната зависност во филмот е прикажана мислам од машка перспектива. Значи не знаете како размислува еден маш и затоа не можете да сватите за него како што јас според да сватам. Различно сексуално. Добро, сега кажа. Спомнадете самоконтрола. Ме подсети на едно мислење кое го добив од еден филм, не знам дали некој од вас го гледал, Nymphomaniac. Од Триер. Да, многу повеќе е разработена оваа тема околу сексуалната зависност во филм. И во еден диалог на главниот лик Џо, таа нимфоманка, во еден диалог со нејзиниот пријател, се зборуваше за педофил. И таа пробуваше, мислам, педофил кој никогаш не направил ништо, не подлегнал на својата сексуалност, не се дал во тоа. Ама Да. тука е дискутабилно, само малку дека те прекинам. Не е само актор, и мислите. Да. Многу се битни. Значи, сексуалниот зависник може да не има односи со други личности, но ако ностоп тоа го мисли, тоа е еден начин, тоа е затворот што малце го спомна и. Стануваш на сабајле, се те прекинам. Стануваш на сабајле, ти доаѓа таа мисла и викаш, окей, не сега, пошто треба да одам на работа. Се капиш, пак ти доаѓа таа мисла. Пак ја бркаш таа мисла. Излегуваш од кушот, пак ти иди таа мисла. Значи мораш да видиш нешто порнографија за да се смириш. Таа мисла тебе ќе те предизвика да касниш ти од работа и утре да ти избрка. Но ти не можеш да отстраниш таа мисла. Без да направиш чин. Тоа. Сметам општо сексуалноста, не само сексуалната зависност, сметам дека е тешка за контрола, особено сексуалната зависност, како што кажа ти, ја ставам до некаде на исто ниво со зависноста од други и такви работи. Алкохолизам. Во случајов со Џо, со филмот, овај човекот никогаш, мислам дека не ни знаел, така беше кажано во филмот, дека не ни знаел дека е педофил. Случајно таа откри дека тој е. И на својот пријател во разговорот, во диалогот му објаснуваше дека тој всушност заслужувал медал. И другари не знаеше, не можеше никако да свати зошто оваа пореметена си велеше, зошто тоа ми го вели. Имаше таа, потоа излезе со едно многу интересно мислење, му рече дека дури 95% од педофилите никогаш не посегнале по својата жет, по тој чин. Тоа мене, кога слушнав сега не знам дали е истинско, ама ме запрепасти. Само 5% имаат извршено некаков чин. Замислете, другите 95% да посегнеа по... Тоа значи е една афирмација на самоконтролата, што зборуваше Драго. За самоконтролата. Можете, окей? Само реплика им да извадам од контекст. Јас мислам самоконтрола во нормална секојдневна ситуација, не за колку има такви хипертензични ситуации, сексуални зависности, зависности од други и слично, кога ти веќе немаш контрол. Мислев на обичната, на секојдневна ситуација, ништо нема некаква хипертензија. Што сакав да го потврдам мислењето на главниот лик од филмот, дека сексуалната зависност, како и повеќето зависности, е многу тешка за контрола. Јас ставам ништо равниште со алкохолизмот и со дрогата, само што тоа е малце специфично затоа што во голем дел од во алкохолизмот и во наркоманијата немаш потреба од туѓо тело. Е се тука исто може во сексуалната зависност само да имаш некој со порнографија некој момент без да имаш конзумација на туѓо тело, ама пак голем дел од сексуалните зависници имаат контакт со туѓо тело и се тука е моментот. Па чекај сака промискуитетните луѓе тоа го можат, зошто јас да се класифицирам како болесник и слично. Дури е многу и по-бизарна од другите зависности, да речам, затоа што како што кажа ти е многу бара однос со други луѓе. Не знаеме, например, во филмот ова
девојката која што беа на вечера со ликот од филмот, почна да зборува за љубов и тој се парализира. Така. Ама пак има истите зошто го ставам исто рамниште да се добјаснам. Затоа што ги има истите последици како наркоманијата и алкоголизмот. И не знам, коцкањето тога би оставил. Значи губиш финансиски ресурси, губиш социјални ресурси, губиш професионал. Значи пак касниш секде, пак ти се нарушуваат истите работи. Истата зависност, исто што го предизвикува наркоманијата и алкоголизмот, исто да го предизвикува и ова зависност. Значи немаш контрола на тоа. Мене уште ми е дилемата од каде, значи уште тоа би сакал да го дискутирам и да слушам некој си некој има. Дали потекнува тој, дали може да се дефинира ставот. Јас сум амбивалентен во ставот. Не знам дали искрено може да се детектира и да се даде теорија или теза која што ќе влезе во учебници, од каде е потеклото на сексуалната зависност. Демонизирано. Секоја болест не превод. Зборувате во теолошки термини? Не, духовено е. Да, на духовно ниво, после се материализира. Секоја болест е болест на Дрогата. Сега поголема количина на дрога, за да се постигне ефектот во кај ќе продолжи понатаму, каде завршува таа сексуална завист, до кој степен, дали може би до маркизите до садомазо. Исто што рекавте дека истака во другите зависности. Садомазо не е проблематичен, тука е еден фетиш, да кажем. Да, ама прашав кај завршува таа сексуална. Веројатно да, се зголемува фреквенцијата и интензитетот. Тука е разликата, самдалната разлика. Сексуална зависност, интензитет, љубов, интимност. Тука е разликата, главна, според мен. Интимност и интензитет. Според мене сексуалната зависност не е много различна в зависимост от шекер, например. Значи, двете имат нещо слично, двете си исти, бидејќи двете не задоволуваат на среќи на еден начин, односно ни стимулираат допамин во нашиот мозок. Значи, тоа е толку едноставно, нема, според мен, како висока цел и се разбира, таквите чисто навики, зависности се деструктивни. Значи, каде завршува најверојатно, не знам, со смртта. Значи, малце поразлична е од, например, зависност од шекер, например, бидејќи конзумира повеќе време и, влие во социјалниот живот на човек. Во меѓувреме шекерот не може да биде зависност, но, не одзема време и така натаму. Меѓутоа двете, например, се деструктивни. Сексо на исто рамниште. Окей. Не секаде се демонизирали се сексуалната зависност. Сексуалната зависност, пример, не знам. Географски, обштествено и временски, ако разгледаме низ топкава, секаде е различно. Ние ова подјави, да речеме, може да има една перцепција за сексуалната зависност, не знам, Америка, Западна Европа, друга. Индија низ историјата има трета. Кама Сутра. Јапонија или не знам што, Африка, земји племињата или не знам кој, имат сосем друга димензија. Значи, дали, не знам, и ние во последно време, или ние кои што се стремиме за западниот свет и амерички, сме подлегнали на тие сите класификации за именување на нешто што не е обштествено прифатливо, па ние да го детерминизираме како болест, како несекојдневно, како лошо, да го стигматизира. А од друга страна, значи, медиумот или све што те обкружува, го форсира тоа. И сега ти си болниот, а она што ти се продуцира или што ти се представува, да бидеш болен. Мислам, ти ги имаш овие порно сајтовите кои што се најгледани на планетава, кои што е табу тема вака во јавен живот, а е најпрофитабилните компании на светот,
го имаш и тоа е нормално, најголемата јавна тајна од една страна, и сега тие што ги продуцираат тие работи не се болни зависници за не знам што, а оние што не знам, што имаат некаква, дали е таа физичка потреба, дали е биолошка потреба, медицинска или што ја знам, некоја природна потреба што ја конзумираат или што сакаат да ја конзумираат како таква во општеството, се ненормални. Ако ја дефинирам сексуалната зависност како след. Активност, компулзивна активност, која што е против нашата волја, го нема чинот на задоволство и ни предизвикува посериозни последици во животот. Каде таквата дефиниција би била различна во некои различни географски подрачја. Значи, ова дефиниција како ваква, мислам дека секаде би била точна, афирмативна. Затоа што Да, јас сметам дека во некои други светови, не знам, Африка се спомнаме или не знам каква, порнографијата не е расширен медиум. Јас сметам дека зависноста од таква компулзивна активност некаква, мислам дека е заради порнографијата во последно време. Заради културата. Да, сметам, сигурно, инаку имало, нели, на керамичките садови во Стара Грција исто така имаше порнографски актови. Тоа не е проблем. Да, ама постојаноста постојаното размислување за дека нели има некоја достапна информација на интернет, нели порнографија, некаква па чекај, сега на сите ни е достапна, сите може да се скријат, сите може нешто да ја користат, никој не мора да знае. Сето тоа малку, мислам дека влијае на зависноста од... Јас би го третирал пак и така како психичка болести, кој што си бара психички психијатриски, повеќе него било кој како Исто така, јас мислам дека нема не се имат многу истражувања направено во однос на оваа тема. Добро. Па видите, се спомна нешто, нели, за педофилија се спомна, дека некој иако дали го чувствувал тој момент, него никош не се обидел да направи некаков таков однос. Ако видите, нели, имаш истражување на Pornhub дека најмногу се гледа, и тоа најчесто од машка страна, најмногу се гледа teen porn, нели, barely legal porn. Зошто не е направено истражувањето во која фаза преминува педофилијата и во која фаза е на страноста да се гледа barely legal porn? Значи, нема такво истражување, побарајте на интернет, нема, дури чудно, зошто нема такво истражување? Најмногу од популацијата ти гледаат тинејџери или некои што се над 18 години, ама глумат дека се тинејџери, а во суштина нема истражување направено во однос на која е поентата? Ова е многу интересно, затоа што не можда во зависност, ама стварно немаме направено истражување, нема направено истражување. Може да имат, дека само уште не се објавени, тие ги кријат. Ова е интересно затоа што кога го креиравме овој месец, беше овој тематски месец на сексот, отпадна баш педофилијата и отпадна моногамноста со полигамијата. Ама имаме психијатар кој работи со педофилијата и ќе ја третираме таа тема некој нареден месец. Тоа што го спомна порнографијата и слично, тоа не е проблем. Пак ќе кажем, има доста интересен случај кој сега ми дојде на памет, кај што човек бизнисмен, овој амерички случај, кој што оди кај психијатарот, сексолог и му се жали, дајте молам излечиме со сексуална зависност. Што ти е, како ти е, па вика, имам голема фирма, имам 2 деца, имам жена и кога одам на конференција 5-6 пати годишно, вика имам секс со маж и вика пробав, вика со колега мој секс и вика и еднаш пробав дури со живот.
викате мога ми излечи. Ама тоа не е сексуална зависност. Тоа е, значи, може да е затворена хомосексуалност, може да е зоофилија, ама никогаш не е сексуална зависност, затоа што 5 пати некој наркозависник да ти каже дека 5 пати се дрогира годишно, ќе му речам јас се дрогирам кој. Нема врска, ама тоа е маве. Пак, затоа поише психијатриски третман, си бара таа проблематика, според мене, отколку било кој некој друг, таа зависност. Повеќе, тука мислам дека повеќе фактори влијаат, не знам, лечење на стресови, лечење на, на некои, ред психолошки проблеми, кај што тоа го наоѓа како каналот кај што треба да се... Одбран механизам. Аха, значи, тука е дилемата. Значи, дали е само културен конструкт во кој што културата пласира, бла, мора мажот или жената да има ностоп секс, или си води некоја последица од пора, од некоја фаза која што ги дефинира како анална, фалусна, орална и едипална. Тука мене ми е дилема. Искрено немам некој дефиниран став. И во двата би било одбран механизам дури да е и на двата начини само различни мотивите за реакцијата на организмот. Иначе и во двата би било и да е траума и да е резултат на ова социјален конструкт, да и во двата би била реакција на организмот. И психолошките расстройства се реакција на организмот. Секој организам реагира различно на околностите во кои се затрпа. Внимателно следе филма и темата е сексуална зависност. И сега да појдам на точка за темата, да ве прашам вас лично. Дали вие конзумирате порнографија? Не. Зашто не многу се поставува прашање дали вие сте сексуален зависен. Ама дефинира Не, според внимателно и дојдов до заклучок дека ние многу ќе се распливниме на оваа тема. Значи, филозофски, психолошки, социолошки и секако рата. Значи, човекот од самото раѓање е прозвојник. И што значи тоа прозвојник не свака? Па едноставно животинско битие. Послушник. Не, послушник, животинско битие. Не можеме ние да ги тие се, значи ако гледаме од психолошки аспект едната страна, ама од медицински аспект е другата страна. Значи тука се работи за немаме ендокринолог дека потребата ја чинат хормоните. Добро. Хормоните, а психолошки моменти, мотивите, кај што Фройд вели дека и еве Јунг го спомна. Добро, потреба на човекот е тоа. За како ќе се манифестира понатаму, ако ние гледаме секој има некој свој свет или тајни. И ние можеме да се дефинираме сите како сексуални зависници. Зависи до која мера ќе оди тоа. Значи, тука зависи од што ти дозираш самиот тек, значи развитокот на општеството. Јас сум од постарата генерација, меѓутоа сум понова генерација, достапност на компјутерите и потребите, ама тука ни се чини дека најголем улога е хормоните. Ако хормоните многу работат и потребата за секс е нормално поголема. И сега тука не се работи во их случаеви, тоа оди до повисоки граници, кај што можеме да речеме дека се работи за болест. Меѓутоа, сексуалната, тоа е нормална природа животинска и ништо поќе од тоа. И многу, значи, ние многу длавиме и долго широко. Крај нема на маве. Значи, колку што можам да сублимирам и да не сватаме дека сите сме сексуални зависници, но во степен кој што е прифатен. Потребата, ако дека границите, ама ние не знаеме кој бе. Може некој се качува меѓу нас, има сексуален зависник и... А не знаем дека е забеган. Да, дека е забеган. Тоа е, секој има свој тајни. Секој има свој тајни и живи во свој свет. Потребата зависи од ситуацијата. На работа пушти компјутерите си те гледат. Ама тука не правим проблем за потреб. Значи,
Значи има... Воопшто немаше чувства по именем како за Нема, него, према тоа е сестра малето. Немаше никакви турбуленции. чувства немаше према по именем на болесна сестра. Цело време сите неверни чувства. Ако беше живот Само е нашата темата за сексуална завист. Добро. Ако гледаме ние дека тука се работи за лице што е оборено. Вајда по именем. Да, ама во глобала не зборуваме само за единката. Воопшто не зборуваме дека тоа е една дискусија што нема крај. Значи нема крај, тоа гледаме во филозофија, секој на дојде на психологијата и во филозофијата, ќе не однесе до безлики на оборени. Лично. Има предност. И ви дам. Ели? Само да се слушаме. Ние се сложимо за тоа дека рекоте дека човекот се раѓа како послушник, асоцирано ние не се раѓаме послушници, општеството не прави послушници. Ние се раѓаме како бунтовнички суштества и тоа е наш природен инстинкт да бидеме бунтовници. Не супримира општество. Ние не прави походно. Тоа е работа, ако тоа е хормонално пореметување, денес имате толку хемија за регулирање на тестостеронот, естрогенот. Имате хормони за регулирање и на ендорфинот, и на допаминот, и на тестостеронот, и на естрогенот. Така да тоа е најголем проблем за сексуалната завист. И уште пак дигресија едната, може би врска за бизнисменот, што рекоте дека имал. Пак ќе кажем дека сепак мокта е поврзана и конзумеризмот е поврзан со сексуалната завист. Нели тоа погодно патување пробал се во сексуалниот живот и со животни. Мислим дека тоа е една врста на екзибиционизам, затоа што конзумираме на крај веќе ова се испробано, треба нешто ново. Да се мислата на животот е наоѓа типу конзумеризмот, а тоа нас медиумите ни го проектираат. Ја само го дадов пример во друг контекст, што не е сексуална зависност. Во тој случај имаше збор за прикриена хомосексуалност и зоофилија. Но окей, имавте подпозади коментар? Сакам само да дефинирам, сакам да кажам на која тема сакам да се задржиме. Сакам да се задржиме на како настанува сексуалната зависност. Добри причини, последици, не е проблемот општо на сексуалната Мислам зависност. дека кога ќе го решиме прашањето како настанува и која природа е сексуалната зависност, тоа ќе добиеме сите прашања. Не можеме да го решиме затоа што оддавна имало истражување, 1960 имало многу истражувања и пак денес не може да се сложат сите психолози, психијатри и Америчката психолошка асоциација, што точно е причина. Вие како психолог, сакам... Не е амбивалентен, немам дефинитивен став. Ова тема нема крај. Добро, окей, затоа се кажуваме тоа што мислиме. Поведица. Јас сметам дека и проблемот е малку со психологијата и со психијатријата, особено психијатријата, доколку лечи зависности некакви, заради тоа што особено во нашето општество најпрво на сите има срам да се обратат за некаков проблем на психијатар. Второ, ќе се обратиш на психијатар, ќе ти дадат три мишења, не знам, хелекс земи, асентра земи, ако си депресивен, што сакаш земи, нешто апчиме, никој не ќе да ти слушне, никој не ги предпоставам дека ако има сексуални зависници, никој нема да сака да ги... Да, има може би исклучоци, но ако се обратиш на два и ако некој ще си скоро ще даде некој, не знам, седативи, антидепресиви да пиеш, едноставно мислиш дека психијатар како психијатар не се работи да препишува само таблети. Значи не дискутира за некаква твоја зависност или проблем или што и да. Доколку се случи сега, бидејќи ја дефинира како сексуалната зависност како нешто да не може човекот да оди на работа заради тоа, значи нели губи од работа социјални ресурси, губи секакви ресурси, тоа е веќе голем проблем. Мислам, навистина се вметнува во состојба на алкохолизам, се вметнува во состојба на наркоманија. Ако го земеме се до тоа, например, јас мислам многу сам да си пијам винце, да речеме. А во случај кога знам дека одам на работа или дека, не знам, понеделник до петок
работам, тоа не смее да ми се случи. Мислам, тие се моментите. Тоа не, мислам, не дека јас па екстремно сакам леле си велам што одам на работа, па не можам да си пијам алкохол, мислам, не е глупава. Ама имаш моменти кога желбата може да се задоволува, кога не треба да се. Знаеш кога рационално размислиш. Да, имаш рационален момент. Во моментот кога ќе ти изчисти тој рационален аспект на желбата, тогаш мислам дека треба да се обратиш на некаква помош. Ако не можеш да се обратиш на некаква помош во градот, обрати се на некој друго место или не знам каде, на другар кажем или не знам што, заради тоа што мислам стварно е веќе некаков проблем. Да, така и ја почнав таа дефиниција за компулзија, дека некој акт, некоја волја, енергија која некогаш често оди против нашата волја, нашата рација. Рационалност или од ирационалност? Јас мислам дека здравата и вистинската желба е ирационална. Вистинската како рационална? Ирационална е, ама... Да, ирационална. Ама секогаш, например, задоволствата се секогаш ирационални. И рекоте, ако желбата... Да, ама... Желбата е рационална, тогаш сте окей. Ако желбата... Не можеш да ја рационализираш во одредени за да функционираш во социјата. Да те заузваш. Значи не мораш ти, не смеш, мислам, не смеш, не треба да бидеш хедонист во секое време, мислам како можеш да бидеш хедонист. А хедонизмот е ирационална работа. Хедонизмот нели те прави да се чувствуваш поубаво. Предпоставувам дека дури до некаде, например, сексуалната жилба или активност или не знам што ги прави луѓето да се чувствуваат поубаво. Во моментот кога ти прави да губиш се друго, за да се чувствуваш убаво само со една жилба, тогаш нешто не е во ред. А сите ирационални се желбите. Ама затоа можеш да ги ставиш рациото да почне да работи, за да не се случи заради една желба да ги изгубиш сите други работи. Така е и со пиењето винце, така е и со другите работи кои што предизвикуваат комарот или не знам што. Тие што ги изгубуват рациото треба да знаеш како села. Мола? Да. Тие што ги изгубуват рациото треба села. Тоа е моментот. Ама лекарот најчесто препишува антидепресиви, седативи и чуда, а не обрнува. И тоа не е само со сексуалната зависност, е така. Тоа веројатно треба некоја комбинација, тука може да зборувам за Јас, медиките. например, имав травма од сообраќајна незгода, појдов на доктор, мислам на психијатар, чисто да си кажам дека нешто имам посттравматски стрес и што и да е. Еве да ме тринче. Ништо! Никакво заслушување, ништо, како се чувствуваш, како се гледаш себе си, дали плачеш, кој ќе станеш, ништо. Значи, предпоставам за зависности, сигурно таму му дават метадони на наркоманите и ова никој не ги ни прашува ништо. Проблем? Негде со ќутек. Повелете? Со лопата, да. Јас може да дојдов касно, ама гледам и се радам за сексуална зависност. Да. Иначе јас сум хаджијски психолог, психотерапевт. Сега може да ќе внесам мали забуни и поинакви концепти во врска со сексуалноста. Ајде. Не знам луѓето колку Чекам да се слушаме, ве молам. Не знам луѓето колку разбирате колку знаат што е сексуалност и што е зависност. Ајде, чујам збора за зависност, ама начелно постои само една зависност. И се која е таа зависност? Може да нагаѓате од Бог. А Бог е што? Што е Бог? Што е Бог? Што е првата дефиниција? Бог е љубов. Значи, постои само една зависност. Зависност од љубов. Недостаток од љубов. Недостаток на љубов. Сите други зависности, дали се работи за дрога, за алкохол, за секс, за пари, за моќ, за имот, за било што, се компензација. Значи, кога не постои основната љубов, а тоа е нашата она што сме создадени, безусловно божествена љубов, сите други зависности се компензации. Имитација. Имитација, на дополнување, на некој начин. Е, сега, тие компензации се лечат. Прашање човек дали наистина сака да ги лечи. Кога се работи за сексуалноста, сексуалноста е манифестација на таа истата љубов на најниско ниво, на најгрубо ниво, на ниво на тело. Е сега, таа сексуалност, таа сексуална енергија или во духовноста е викат кундалини, змиска енергија, не е ни битно. Таа иста енергија може да се потроши за безбројни работи. Дали ќе користиме за задоволување на нашиот нагон,
сексуален нагон, или ќе сакаме да ја трансформираме за нешто подобро, нешто повисоко, нешто поквалитетно, нешто посуптилно, ќе зависи од нас. А кој одредува што е поквалитетно? Одредува нивото на свесност. Значи, свесноста е таа која на некој начин ја трансформира сексуалната енергија од манифестација на истата на ниво на тело во манифестација на некои посуптилни ниво и поквалитетни начини на функционирање да ги наречем. Сега. Само уште едно подпрашање. Но никако не може, значи, таа манифестација на најниско ниво на тело не може да постои ако имаме ние повисока свест. Значи, ако имаме повисока свест, дали таа свестост може да се манифестира преку сексот? Може. Добро, само значи има и на сексот. Проблемот е што имаме различни концепти за тоа што е човекот. Значи има една интересна дефиниција кај Ниче, во така зборуваше за Заратустра, тој вели човек е тројство. Значи човек е како раснато јаже помеѓу животното и над човекот. И големината вели на човекот е во тоа што човекот не е цел, туку пат. Значи човекот е пат кој треба да биде надминет. Сега, значи то тројство го имаме животинското во нас, нагонското, инстинктивното, кое начелно е и сексуалното. Го имаме човекот, човечкото, она социјалното, она кое го учиме во општеството, во комуникација со прво со родители, па со училиште, па со колеги и така натаму и така натаму. И го имаме она крајното, божественото или над човекот, кое, така да речем, многу ретко луѓето сакат да си го признат дека го имат, дека го поседуват и многу ретко сакат да се движат кон, ајде речем, својата божествена природа. Начелно на тој пат ние затолкуваме. Сега, во сета таа игра, тука гледам се работи за нагонско инстинктивно, дали е то рационално и рационално, всушност главната игра е игра нашето его. Значи егомот е онај кој, што американците е тrait, онај кој начелно знае да направи големи заебанци околу сексуалност. И прави. Значи егомот е тој кој си игра со сексуалната енергија и со своите желби. Сега, тука ќе мораме да ги внесиме, оној што сака или што сака да знае, оние два битни суштински закони кои начелно сега полека влегват и во нашава, да речем, култура, то се законите на карма и законот на реинкарнација. Значи, кога збораме за некој, да речем, е сексуално зависен, некој кој, да речем, е хиперпотентен, па има 5, 10, 15 сексуално зависение, се работи за нимфоманка. Кај мажите то се вика сабијазис. Значи, прашање, колку се тоа му е судбински или кармички, колку то е предварено, да речеме, генетска или генетската информација, толку го диктира на некој начин. Слободно прашање. Вие лечите луѓе? Мислам вака, ви се обраќаат луѓе со психолошки... Да, јас работам со луѓе. Не би требало. Знам. И не работам со оние кои не сакат да работат на себе си. Обично тие кои не сакат да работат на себе си идат еднаш кај мене и се заминат. Не знам. Значи се работи за работи кои луѓето се уште не ги разбират и не сакат да ги разбират. Конкретно, пошто ме праша дали работам со луѓето. Океј, да објаснете ги двата концепти. Реинкарнација, ревертикалност. Да. Значи, тие два апсолутни закони луѓето полека почнуваат кај нас да ги разбират, полека влегват во нашата култура, само е прашање на време. Значи, тој процес е неминовен и неизбежен. А како го сврзавте концептот на карма и реинкарнација со сексуалната зависност, кој што не е сфатив? Па види, постоje објаснување. Сега јас нема да врам да имам длабоко ти ке забегаме на страна. Например, поврзано со сексуалност. Например, некој е хомосексуалец во оваа реинкарнација, во овото отворување, во овој живот. Сега, тоа е предодредено од некој претходен живот. Например, има XY причини, можеме да земеме една причина. Во претходниот живот човекот ги мразел хомосексуалците или ги злоставувал или не е битно што. Во овој живот ќе му биде даено да биде хомосексуалец и да го изживее, за да го осети како е
и да ја научи лекцијата на своја кожа и да види дека се што е даен од Бога треба да биде почитувано, разбрано и прифатено. Обично луѓето неќат да разбират. Главниот проблем е што луѓето неќат да разбират. Сега за да луѓето почнат да разбират, треба да почнат да работат на себе си, да учат. Луѓето не учат. И сите што идат, пошто постави да работам со луѓе, јас не волам вака, сите што идат кај мене да работам психотерапија, прво му кажам, секој што иди со амбиваленција, рече амбивалентен сум. Сите идат со двојство, сакам, не сакам. Луѓето сакат да бидат излечени, ама сака срцето да биде излечено. Ама умот, его умот, е оној кој сака луѓе да држи статус кво. Сака одново и одново и одново да останат заглавени. Дали се работи за сексуална зависност или било која друга зависност. Проблемот е во освестувањето на его умот. Слободно. Само имам прашање. Дали може да ни објасните нешто околу сексуалната зависност, затоа што имате големо искуство, без концептот на Бог, карма или инкарнација? Дали може некако... А не може, тој е најважен. Тој е најважен. Тој е најважен. Добро. Окей. Само малку да се мешам како доаѓа. Јас сега разподавам вака. Јас не сум психолог, но никако не можам да го сврзам божественото со Ниче, затоа што Ниче, после што ме фала е Ниче. Ниче загина шизофреник. Од брегу паѓате да можете на самоконтрол. Господине, Ама не сте гостин сега. Почитувајте. Ајде, продолжи. Рековте дека зависноста доаѓа доколку ја немате љубовта кон божественото. Љубовта кон самите себе си. Рековте кон божественото. Ама јас сум атеист, може да стигале. Точно, седото е точно. Ама љубовта кон Бога е истото како љубов кон самиот себе си. Оној кој не се сака себе си не може да го сака Бог. Тој истиот Бог битствува во секое срце и целиот крикет, тој Бог да го свестиме напред во нас. Значи, концептите за Бог се многу проблематични и прават големи конфузии кај луѓето. Значи, постои Бог надвор и постои Бог внатре. Целиот филм е да го откриеме Бог внатре, потоа што нашата божествена природа. Знам дека нема врска. И има врска. Луѓето можат да зборат за Ниче, ама луѓето не го разбрале Ниче, но ќе го ставим Ниче за друг пат. Имаше едно прашање. Слободно. Вака. Немаше порнографија во времето на Помпеја, Калигула. Ама пак паѓат, како да кажа назад. Не, морете. Немаше штампа на порнографија. Може да се искаже. Устав немаше, али имаше сите овие девијации, сексуални зависности, тие работи. Се работи, значи, за една енергија која е, спомна малце Јове, првата чакра блокирана, она најниската. Не се гледа, али постои. Сега, истокот, малце подревене, има таоизам и тантризам за контрола. Пошто не сме на истокот, ние сме тука. Тука и овде има чаре за лечење на ова или за да ги нема тие девијации. Порнографијата е сега даена, напротив, за да ги блокира и да се јавува тие работи. Арно имаме тука, без разлика дали е некој атеист или не е, може да се помоли, да има вера, да има љубов. Ајде да не спомнуваме да не ги навредиме ни атеисти, да ни тие што се по Бога. Значи да побара и тогаш сите оние што овој забегваше, па дури кон собствената сестра, да ги гледа како буквално како сестри, како мајка, да не може да рипа да скока како петел по сите или да се самозадоволва или педофил или не знам што да биде. Значи има чари. Ако гледа така, тогаш нема ни девијации, нема ни сексуални. Како? Ако ги гледа, извинете што ја прекинав, ако ги гледа сите како сестри, во тој случај кога ги сексуално доопшти со некоја од своите сестри, би имал инцест. Не, така ја гледа како жена, како девојка или како партнерка, не мора во сите да гледа. Ќе биде монах, ако е така како вие што кажувате. Ама не мора да ги гледа во сите сексуален објект. Оди на пазар, гледа, оди во камп, оди не знам на театар, оди на балет, така. Тој што би бил стварно мањак. Како што беше и овој нешто, е тем девијантна личност. Ама има чар. Исто ко кажав, си има методи и Западот, овде има методи.
Само што некој сакаше да наметни, и ова е даено, напротив, да ја блокира таа прва чакра. Таа постои енергетски, мислам, и докажано, и научно. Научно. Кој сака верва, не верва, постојат Ама тие. пак вербата со науката малце. Да се залаже тоа. А што е науката? Океј, ако нема некој финален коментар, пошто сме долго време тука, нека сега да каже нешто финално. Да сечеш? Да кажам само дека Океј. тоа биде што прозвои. Е оргазм. Ова што Јове го кажува, Добро. за да лечење на нештата, ќе го доразбуди пациентот. И го доразбуди. Дозволи пристапот на нештата се оди просто едноставно. Самиот ваков начин чакрите, макрите, не знам, Ниче, ова, психологија, социологија има да донеси до... Види, ова Нема крај, кажува, во терапискиот процес. во терапискиот процес, јас... Во терапискиот процес се Уживам користам при кои техники. Добро, сега да се слуша. Да, ама толку разпливната, кога ќе дојде пациентот, ќе излези... Тоа не се каже. Загла ќе се држи ќе бега. Тоа не се каже. Не, Ова што го кажувам јас е чисто од едукативна природа. Во психотерапискиот процес се ради нешто друго. многу комплицирано се направи. Теоретски. Просто се навлека во работите. Не може да комплицирано да навлезеш во работите. Само без разлика што ова е сега расправа, ова не е психотерапија, тоа е целиот филм. Овде сега теоретските поставки ќе ги кажуваме. Психотерапискиот процес е сосем нешто друго. Значи, пристапот треба да биде прост. не може да биде просто. Ако е комплицирано, ще е Комплициран е пристапот затоа што човечкиот ум е комплициран. Зашто човечкиот ум е нешто што е најкомплицирано на светот. И овој каша попара ни го направи. Епа сега, тоа е дел од психотерапискиот процес. Разбраш? Затоа треба да се јавиш. Ама не е целиот. Види, ова е веќе дел од психотерапискиот процес. Кога Заврши коментар, ајде. само кратко. Ајде. Кога човечкиот ум кој има одредени концепти, ќе го ставиш во конфузија. Конфузија е многу добра работа. Зошто? Зашто конфузијата е секогаш претходница на еден нов ред. Луѓето имат проблем и кога имат проблем, таквиот ум кој му прави проблем, можеш да го внесеш во конфузија. Конфузијата е нормален дел од психотерапискиот процес. Така да, после конфузијата и работејќи на себе си или свесноста. Свесноста е веќе подигнување на нивото на свеста и постановување на еден нов ред, малце од повисоко ниво. Значи, старите концепти мора да се распаѓат, постои конфузија, зашто умот не ги да прифати да излезе од својата комфорт зона. И мора тука да има конфузија, значи мора да има на некој начин проблеми, мора да има отпор. Конфузијата е на некој начин отпор. Не сакам да се менувам, сакам да си останам на старото. Ама то старото и старите концепти прават проблем. Значи, конфузијата е нормален дел од психотерапискиот процес, али е претходница на еден нов ред од повисоко ниво. Но тоа е нешто друго. Добро, ајде, заврши коментар. Сега имате конечно право на тоа. Ќе му се мешам. Ајде. Тука во секој случај зборевме за една хиперсексуалност. Промискуитетна сексуалност. Нема врска со промискуитетот. Има, ако треба, ама пак за... Причината е хиперсексуалност, а последицата е промискуитет. Да, Што се случува сега? Има и друг Што доведе оваа хиперсексуалност до промискуитет? Каква е последицата од тој промискуитет? Тоа сакам да кажам. На крај, што се случува? Научно докажано е, ова не е америчка, руска студија, една од најсовремените, научно докажана, дека испитвале се повеќе и повеќе дечина се раѓаат како мали шизофрени. И испитвале нивните родители и што откриле. Најповеќе шизофрени дечина се раѓаат во околно кај оние кои имаат промискуитетни родители пред бракот, за време на бракот и после бракот. Тие родители најповеќе добивале шизофрени деца. Што сака да кажи тоа? Уште една демонизација. Сексот за брак. Уште една духовност. Не го правете тоа, вели Бог. Го прават, ева е последицата, ќе добивате рака деца.
Промисkuitetot доведува до шизофренија. Може само да ви ја сублимирам поентата, сад да кажете дека не би требало да имаме секс пред Не е промискуитет, рекам. Промискуитетните родители добиват шизофрени деца. А што значи само промискуитетни родители? Менување на партнери. Безконечно. Безконечно, е како да се знаеше. Добро. Е сега ова ако се жени, во вториот дел на филмот ќе се снима, сценаристот ќе го прави, ќе се жени, ќе има жени, ќе добие шизофрена дете. Одлична. Е сега да видим дали порнографска верзија или еρωτски. Ќе треба да Остигме шизофрена. Океј, фала ви многу, значи наредната недела ќе имаме дискусија за порнографијата, ќе има два става, антипорнографија и пропорнографија во 19 часа.